Добар ден. Концепцијски и денеска фактор здравје повторно ќе биде на патека на нашето мото Мислете на себе. Од една страна ќе ви го представиме гостинот и темата со која што најмногу ќе го заслужиме, верувам, повторно вашето внимание, а на почеток стандардно и веќе проверено, првата доза на информации денеска во емисијата ќе бидат презентирани во рубриката Истражувањата докажаа. Добро дојдовте и денеска во Фактор здравје. Првата рубрика се насочува на фактите кои што се споделувани, односно се одговор на прашањето зошто некои луѓе во светот можат веднаш да заспијат после една шолја испиена кафе навечер, а други потешко заспиваат. Одговор на ова прашање дава истражувањето кое го направија научниците од Универзитетот Нортвестерн во Соединетите Американски држави. Тие испитале 10.000 луѓе кои пиеле кафе во различен период од денот. Нивното истражување докажа дека за тоа е одговорно дејството на гените, кое влијаело врз присуството на хемиските соединенија присутни во крвта по пиењето кафе. Некои гени се поврзани со пониско ниво на овие хемиски соединенија, што укажува на побрз метаболизам на кофеинот. Истите гени претходно биле поврзани со зголемена склоност за конзумирање кафе. А во контекст на темата и представувањето на гостинот, ќе кажам дека денеска ќе бидеме концентрирани и целото внимание ќе биде насочено кон рбетот или столбот на животот кај секој човек. Ќе зборуваме за пореметувањето на рбетот или на рбетниот столб, односно стручно кажано темата денешна е насловена дискус хернија. Многу повеќе во однос на своето теориско и практично искуство, детали ќе ви пренесе гостинот во студиото кој што со задоволство ви го представувам. Тоа е Тоше Соколов, кој што е дипломиран физиотерапевт од Промедика од Скопје. Добар ден и добро дојдовте во Фактор здравје. Како сте? Добар ден. Поздрав за вас и ваши гледачи. Ќе зборуваме денеска тема која што реков, јас и практично и научно или теоретски ја работите и сте запознаени, ви посакувам убаво да се чувствувате, а покрај дел од моите прашања и вие со вашите јавувања по блокот реклами сте добро дојдено и да поставите прашање и да дознаете многу повеќе за понудената тема. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс, хербален лек од валеријана, маточина и хмелј, за убав ден и мирна ноќ. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Хит за лето. Смршете природно као и ја уз помош липосукцијски исхрани. За 3 неделje 15 килограма мање. Мало ли е? Спремите се за бикини, за плаже, будете најлепши. Никад не е касно. Ако кренете на време sa липосукцијском диетом и sa липосукцијском исхраном, изгледачете фантастично. Svi pravi muškarci brinu o svom telu i izgledu, a ne samo dame. Zato, gospodo, neki vaš izbor bude liposukcijska ishrana. Светската здравствена организација вели дека над 100 хронични незаразни болести, меѓу кои канцерот како најопасен, се добиваат како резултат на намален имунитет. Да не дозволиме да станеме пациенти. Подобро е да превенираме. Затоа мојата препорака е Генатурал, докажаниот имуностимулатор, прифатен од страна на докторите, фармацевтите и пациентите. Една капсула пред појадок е терапија за силен имунитет, за долг и здрав живот.
На тема дискус хернија денеска во Фактор здравје разговараме со Тоше Соколов, кој што е дипломиран физиотерапевт и кој што со задоволство стои на ваше располагање, и затоа веднаш ги отвораме телефонските линии 6091925 и 6091924 и вие да поставите прашање доколку имате интерес или да споделите некое лично искуство. Пред конкретно да зборуваме за сето она што е карактеристично за дискус хернијата како диагноза и како болест и како појава кај човекот, кажете ми како од вие, од ваш аспект, ја дефинирате ова состојба пред се и понатаму болест и кои се причините за нејзина појава? Па вака, причини може да бидат различни. Во главно се случува во период кога самиот терапевтниот стоп ослабнува и после тоа се јавуваат сами деформитети на самиот кичмиот стоп. Попуштање на тие перничиња што се водени се јавуваат во период кога е пациент во развој. Значи, после 30 година над 30% пациенти се соочуваат со тој проблем и веќе поминува во хронична фаза. Причините се различни. Може да бидат неактивност физичка, може да биде различниот склоп на самиот пршлен. И тоа се анатомијата, анатомија и може да биде генетски, односно, нели, наследно да се развива, да. Во случај конкретен кај пациентите може да се третира со неколку спецификации на тој проблем. Сега јас што работам со пациентите, углавном имаат проблем со дискус хернија фелоза. Фелоза е почетен стадиум, прв стадиум на самиот столб и најчесто што се јават кај дискус хернија е L4, L5 и S7. Значи тоа е во лумбалниот централниот дел. Добро. Она што сакам само да ве прашам, од една страна ги споменавте причините и ја споменавте она што како карактеристики или описи опишува оваа болест, оваа појава дискус хернијата, ги споменавте тие перничиња. Значи до 30-та година на некој начин не се толку можеби евидентни, тоа настанува после 30-та. После 30-та, да, бидејќи до тогаш имат се уште еластичност, имат водени токови во самиот терапевтниот столб и они се уште работат под циркулатозна фаза. Значи може да се рефлектират, може да се ентосират и после 30-та они ослабнуваат и се јавуваат големи проблеми кај пациентите. Предпоставувам и со тоа не може да го издржат целиот оној напор, односно за се што е одговорен работот, пред се да го држи исправен организмот и телото. Најчеста причина е при сама физичка некоја реакција. Значи може да се случи кога при мал терет, подигнување према назад и се случуваат повреди. Значи, она што го кажавте како се настанува, но дали само луѓето после 30-та година се афектирани, односно погодени од оваа појава или може да се јави и порано, може пред 30-та година? Може да се јави рана фаза во детството, меѓутоа тоа зависи од различни фактори. Значи, од различни фактори. Пред се, дали е физички активен, дали има генетски предиспозиции за да ја наследи тоа заболување и може да биде во деформитет во самиот развој. Значи во текот на растот и развојот. Да. Кога зборуваме за патогенезата или начинот на настанување на ова заболување, дали овој деформитет или оваа намалена еластичност и течност што постои меѓу прштените настанува наеднаш, рапидно или потребен е еден тек, низ на години или месеци? Секако потребен е одреден период да се случи тоа. Кај некои пациенти се случува од 6 до 1 година, кај некој може да биде и до 10 години да трае самиот прогрес на заболување. Она што го споменавте, рековте дека дискус хернијата има повеќе етапи или повеќе фази, дали тие фази настануваат една по една или може наеднаш да се појави некоја понапредна фаза, за разлика од некој кој што оди постепено, да речам, или позабавено? Во главно нема правило, значи нема правило дали ќе се јави нели наеднаш или постепено. Зависност каква карактеристика и какво својство се садржи во самиот пршлен. Значи пршлен знаеме дека е создаден од склопот на прстени, дискусите. Кога ќе попушти тој дискус, се јавува дискус хернија и тоа више се манифестира како хронично заболување. Значи дискус хернија не може да се излекува 100%, меѓутоа со само одржување на физичка, рехабилитациона и терапевтски може да се санира тој проблем. Значи да се држи под контрола или да биде во ремисија, што се вели болеста, да не прогресира. Би сакал уште еднаш да ги поканам гледачите, ги имаат телефонските броеви на екраните 6091924 и 6091925. Денес во Фактор здравје зборуваме на
тема дискус хернија со Тоше Соколов, кој што е дипломиран физиотерапевт од Промедика од Скопје. Ги кажавте овие карактеристики и кажавте дека дискус хернијата може кај секого буквално да се јави, но и кај луѓето најчесто 1/3 се јавува над 30-та година од животот. Кои се оние клинички симптоми, манифестации кои што може да укажат дека станува збор за ова заболување? Па прво што се јавува оштра болка во самиот централен лумбален дел. Значи напоменавме дека е зафатен L4 и L5. Иде до пуцање на самиот тој прстен и притиснување на нервниот корен. Се јавува кај L4, L5 и S1. Најчесто во 90% случаи се јавува на лумбалниот дел. Додека вратниот дел заобухвата 8% и на други делови обично 2%. Значи се јавува проблемот. Дали таа болка е пулсирачка, интензивна, дали е нешто што е алармантно и ги тера пациентите, лицата да побараат стручна помош? Во главно се јавува остра константно болка, значи јака болка, неподнослива болка, во главно за дискус хернија кога се работи, се јавува јака константна болка. Додека ако зборуваме за други тематски ишијалгија, се јавува постепена болка, значи иде вкочување и онда рефлектирање во ногата и така понатаму. Што е она што треба да го знаат пациентите, дали таа болка, како што рековте, кога ќе се јави, покрај предпоставувам јавувањето на матичен лекар или упатувањето кај вас, дипломираните физиотерапевти, што е она што може првенствено да се направи? Каков е пристапот? Најосновно кај пациентите што треба да направат е да го намалат воспалението. Значи дали со некој лек, дали со мирување или со соодветна некоја терапија, меѓутоа најбитно е да намалат воспаление. Кога ќе се намали воспаление, веќе можеме да третираме терапевтски со терапија, масажа, тав терапија, акупресорна фибрација, се зависи за што се работи конкретно. Дали пред тој третман кога ќе се даде нешто за смирување на тоа воспаление, паралелно треба некои дијагностички процедури во смисла на лабораторија, рентген снимки или нешто понатаму да се направи како процедура пред вие како физиотерапевт да пристапите мануелно да работите? Превентивно се прави магнетна резонанса, се прави електромиомска терапија и спрема тој ние одредуваме каква терапија ќе биде и соодветно на тоа се третира. Да. Го имаме првото јавување пред моето следно прашање денес во Фактор здравје. Добар ден. Добар ден. Господине, во програма сте, ве слушаме. Едно прашање за гостинот ваш. Да. Жената 65 години, сопругата има. Сега пред 1 месец се оперира од дискус хернија на неврохирургија. Сега ме интересира што понатака, дали треба некоја рехабилитација, кога и каде. Дали го разбравте прашањето? Благодарам. 65 годишна сопруга, оперирана од дискус хернија на неврохирургија. Дали треба рехабилитација, некој третман, кога и каде? Работиме после оперативен програм. Значи ќе се јават на броеви телефони, значи што остави во мрежија. Да. И ќе препишеме терапија која се вика тав терапија, акупресурна фибрација. Се работи за терапија ублажување на самите нервни симптоми околу оперативниот захват, рехабилитација на нервниот систем и пролонгирање на самиот форт. Форт е манифест после оперативното дејство. Значи има нека се јават на броеви телефон. Да, во режија ги имаат броеви. Броевите ваши, како да дојдат во контакт и доколку не само господинот и сите вие имате можност и сакате да дознаете нешто повеќе, слободно јавете се во Фактор здравје. Во овој прв дел од емисијата, уште кога зборувавме, господинот спомена дека сопругата била оперирана и бил решен овој проблем, но вие кажавте како хронична појава, целта е да се ублажат пред се болките и да се држи под контрола. Дали е поприсутна кај мажите или жените? Има ли значење половата припадност за дискус хернија? Па правило нема за тоа. Значи заболуваат и мажи и жени. Меѓутоа потешко се третираат жените, бидејќи хормонални фиброн ја успорава циркулацијата на самиот ребетниот столб и за тоа ни е потребно повеќе време. Значи во суштина е циркулацијата да се врати на тие воспалени места. Ќе продолжиме со моите прашања, бидејќи претходно повторно добре дојде посакувам на следното јавување. Добар ден. Добар ден. Господјо, и вие сте добро дојдени. Благодарам. Гостинот и до водителот. Поздрав и до вас. Имам едно прашање. На внучето од 4 години позади коленото, значи баш кај што се витка, му се појави затврднета како лешник една појава, така тврдо. На ортопед ни кажа дека не е нешто страшно, дека ќе се абсорбира, па ме интересира вашето мислење. Дали е доволно за одговор? Позади коленото,
Го слушнавте некој ткиво како лешник тврдо се појавило, да. Кај што се витка коленото. На 4-годишно дете рековте, така? Да, не го боли, нема некои симптоми. Тоа е израсток, веројатно. Израсток е сега проблемот може да направи во случај да притиска на некој нерв и да се рефлектира дуз целата нога. Меѓутоа, ако не притиска на самиот нерв, онда не може да направи проблем. Меѓутоа, сега понатаму се зависи како ќе се развија детето, дали воопшто ќе има самата пегментација во ногата, понатаму треба да се прати секако мора да се прати. Да се контролира сето тоа што постои. Кажавте дека, но повторно имаме јавување, ќе дадеме приоритет на вас, нашата најверна фактор здравје публика. Добар ден. Ало, добар ден. Ќе ве замолам малку погласно да зборувате. Добар ден. Добар ден. Да, сега е одлично, ве слушаме. Ме интересира исто, имам дискус хернија, ама не сум оперирана. Падна стапалото 2009 година. Добро. Сега не можам да одам на физикални терапии ради здравствени, немам картони. Добро. Ме интересира дали може да се со физикална терапија нешто подобри. Вашиот гостин сега се уклучив да ми одговори. Дали е доволно за одговор? Благодарам за вашето јавување. Кажа дека паднато стопалото. Да. При стопалото веројатно се јави и атрофија на мускулатура. При атрофија се јавуваат стенчување самите канали на мускулно влакно и тој третман мора да се прави сама пневма фибрација. Господја веројатно има и проблем со колк, с притиснување на нерв ишијалгичниот нерв е сигурно притиснат. Тоа се третира алармантно, значи за да не се проширува, бидејќи може да се прошири на другата нога, така да нека се јави и ќе закажеме термини. Значи може таа рехабилитација да помогне. Да се направи. Да, и веднаш уште едно јавување имаме денеска во Фактор здравје. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. И вие сте добродојдени господи, одлично ве слушаме. Прво да ве поздравам, гостинот и вас. Благодарам. Поздрав и до вас. Мене ми се случи пред 8 дена една страшна болка, како што кажува докторот. И јас веќе станав непокретна. Добро. И се снимав меѓу трети и четвртиот прештен, сум имала некое нешто такав од фајчање, така да од многу болки физиотерапеут дојде дома да ме лечи, 3 третмани ми направи и јас сега сум окей. Сега нешто во коленото, така мала, некоја тупа болка имам и ги пијам апчината до рета. Сакам да го прашам докторот, дали овие апчина да продолжам колку време да ги пијам и дали има некои подобри апчина за да ми се смират болките, да не дојди до таква болка. Тоа беше страшна болка. Дали е доволно за совет? Да. Благодарам и за вашето прашање. Па со апчиња може да продолжи се додека има воспаление. Значи се додека трае болката, апчиња може да се конзумираат. После тоа се поминува во фаза на вежбање. Значи за да зајакне самиот дел кај што е настанал проблем, ќе мора да се настана со вежбите. Значи за да зајакне самиот дел тој. Благодарам и за овој одговор и уште едно јавување имаме веднаш на линија. Добар ден. Добар ден, поздрав од Прилеп. Ќе ве замолам и вас погласно господјо да зборувате. Ало, добар ден. Да, одлично, благодарам. И до вас, и до гостинот. Благодарам. Вака имам, значи, установена пред 8 години дискус хернија и дископатија меѓу 2, 3 и 5 и 6 пршлет. Добро. Со препорака за операција, сум на возраст од 55 години. Добро. Ама од страх до сега не сум се оперирала. Добро. Во последно време, да речеме една година и пол уназад, чувствувам веќе од десниот сколк надолу, како здрвување на целата нога и болки. Знаеш како ќе не можеш да истегнеш убаво ногата. Те до прстите, до првите 3 палеци и следните 2 прсти. Дали би требало да одам на операција или може со друг третман? На друг начин. Благодарам за вашето прашање и вашиот интерес. 8 години ги има дископатијата и дискусхернијата, спомена господјата, да. Да, веќе е тоа хроничен проблем. И препорачале да операција. Да, хроничен проблем. Сега, значи, операција кај операција е последен, нели, сегмент за да се направи нешто со самиот проблем. Меѓутоа, јас би препорачал да почне со акупресура,
за да може сама циркулација во S1, L2, L3 и L4 да се подобри, да направи филтрација на само мускулно влакно, и ако се јави после тој терапевтски захват акупресура, односно атрофија во мускул, веќе крајна солуција е хируршки захват. Да, нема друга алтернатива. И пред вториот блок реклами уште едно јавување вклучуваме во емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас одлично, господјо, во програма сте. Вакан телефон е пациент од 30 години. Добро. Значи, исто со дискус хернија диагностицирана пред 3 години. Тоа што во моментот, значи, при последните снимки се појачани, значи, сите спондилозите и дископатиите на L6, тоест на E7, L5. Добро. Сега, пошто сум во период, значи, на планирање деца ме интересира, пошто во последниот период имам забележано дека најголемите промени кај кичмата, односно болките, се јавуваат во периодот на плодни денови од месецот. Добро. Дали докторов има нешто искуство со пациенти кои трудници, како се рефлектира периодот на промените на матката врз кичмата и овој проблем кај пациентите? Да. Благодарам и за вашето прашање и се извинувам, уште едно имаме во овој блок да го слушнеме. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден. Господјо, и вас ве слушаме. Јас правев магнетна резонанца. На рбетот? На рбетот, да. Добро. И сега тука многу пишува, но бидејќи е темата дискус хернија, пишува дорзомедијална дискус хернија несигнификантна на ниво на C5 и C6. Има и многу други, како и протузија на дискусот на ниво C6, C7 со изразена компресија на дуравен сакус. Добро. Кој е вашето прашање? Па ме интересира, например, ова ми е праено пред 5 години. Одев на физикална терапија, правев, мислам, бев кај неурохирург, бидејќи ми се наоѓа горе на вратната кичма, дали да ме препорача доктор Ливио или физиотерапеут, касно се вклучив јас, што понатаму. Ке слушнете мислење, овде ќе го видиме блокот реклами, останете со Фактор здравје, а по блокот реклами веднаш ќе одговориме на овие две прашања и останатите ваши кои што ќе следуваат и делото од моите прашања. Другари, ево стиго е G-Kids. Препарат садржи 7 активних природних састојака кои удружени штите имуни систем. Ćao gejmeri, evo za vas sam doneo jedan specijalni G-Kids, može? Не садржи шеćer, расtvara се у води, kurkuma mu daje naranđastu boju, a prirodnim putem se došlo do arome breska. Nije šala, nije vic, stigao je G-Kids. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојке, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemaže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите. Креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Во ритам на летото. Со секое надополнување добиваш бесплатни Viber пораки цел месец. А за да биде четот позабавен, симни ги новите VIP Viber стикери. Само со VIP Prepaid. Повеќе за вас. VIP. За бистар и чист поглед, за да гледате без очила, и близу и далеку.
Безболно со екзаймер ласер технологија. Збогувајте се со вашата диоптрија. Имате перде со ефикасниот фако метод. Брзо и ефикасно отстранете го од вашите очи. Лидери во Македонија и во регионот. Европска очна болница Скопје. Хит за лето. Svi pravi muškarci brinu o svom telu i izgledu, a ne samo dame. Zato, gospodo, neki vaš izbor bude konstrukcijska ishrana. Zato nek vas ovog leta salo ne ometa. Најдобар начин за здрав живот се здравите навики. Превенцијата е основа во работата на поликлиниката Сити Медика. Во соработка со Фондот за здравствено осигурување, стручниот тим од повеќе специјалности, фамилиарна медицина, педијатар и комплетна дијагностичка лабораторија обезбедува брз и сигурен третман. Закажете термин на 3055333. Поликлиниката Сити Медика е патека по која се движи вашето здравје. Следува вториот дел од разговорот и темата денес во Фактор здравје, насловена дискус хернија, тема која што вие доближуваме преку стручниот коментар на Тоше Соколов, кој што е дипломиран физиотерапевт. Пред моето следно прашање да одговориме на двете господи што се јавија. Сакате на првата по редослед и втората? Па еве за бремената жена на прво прашање да одговориме. Дали може да планира бременост може, од дискус хернија? Може слободно да планира бременоста, меѓутоа во текот на бременоста ќе мора да посетува редовно физиотерапевт и некој стручно лице, за да може тоа сето да се прати. Значи такви искуства сте имале и бременоста до крај била нормално доносена. И втората господја? Втора господја се јави за вратната кичма. Кај незе проблемот исто со дискус хернија, кажа C5 и C6. Меѓутоа мора константно да биде под вежба, односно да под релаксација на самата вратната кичма. И така може да ублажува и да коригира самиот проблем. Кажавте опциите во однос на третманот, ќе ги споменете кои се, но хируршкиот третман е оној кој што е последен или се остава кога нема алтернативи, кога нема решение покрај медикаментозната терапија, што во случај кога имате во рана фаза или некоја не толку напредна дискус хернија, како ја третирате и што понатаму кога веќе има некоја дискус хернија во подоцнежна или понапредна фаза? Па во блага форма на дискус хернија се работи со благи масажи, терапија, односно може да биде и физикална. Се работи акупресура со нежен стимул на самиот нерв, а додека која е напредна фаза на самиот дискус, тогаш веќе се комбинира комбинаторика со вежбање. Нели сега некој е со предрасуда дали треба да се вежба или не треба да се вежба кога е нели напредна фаза на дискус хернија. Јас би препорачал дека блага форма на вежбање и комбинаторика на масажи и терапии, значи е погодок за санирање на тој проблем. Да, и уште едно јавување во продолжение имаме директно во емисијата. Добар ден. Добар ден. Ве слушаме и вас со вашето прашање. Овака сега, јас пред едно месец дена може би снимив кичма и колкови. Добро. Па овај налазот на овај рентгенологот вика остеопороза на прикажаниот скелет, дегеративна синстроконвексна девијација на лумбален арбет, нагласена лумбална колордоза. Тоа не ми е јасно и дископатија на L5 и E7 од постар датум. А што се однесува до колковите, сочувани овата колка, уреден колодиафизарен индекс кај обата ферума. Предпоставувам барате совет или некој видување, коментар на гостинот? Да, коментар. Поготово ова објаснување лумбална кордоза. Да. И ова ја почто сум многу млада, 73 години, знам дека нема лечење. Него овај како да се однесувам. Да, барем уште толку имате да живеете штом сте млада. Секој ден по 6-7 километра и тоа е се. Да, ви благодарам многу и останете витална и со добро расположение, господјо. Да. Сега кај господја се јавува ситна пукнатина во самиот пршлен и затоа се јавува на прогрес на самиот нерв иницијалитис. Тој нерв прогресира, каналот се шири и тука више реални да бидеме нема некоја нели помош голема, меѓутоа со блага активност, благо пешачење, како што кажа господјата. 6-7 километри е блага активност? Па и до 10, значи со тој проблем и до 10 километри пешачење наравно предпоставувам за да има регенерација на самиот пршлен.
Значи тоа е некој совет што може во моментот се даде на господјата. Благодарам и за овој одговор, а повторно ќе слушнеме некого на линија имаме. Добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Господјо, и вас ве слушаме, во програма сте. Вака, имам едно прашање до докторот. Поставете го. 2 пати оперирана со кичма и сега направив една магнетна резонанса и ми пише тука, па ми река за оперативно. Тензоза на спиналниот канал и на L3, L4, но најизразено е на L4 и L5. Има ли тука нешто, мислам, со терапија без оперативно да поминам? Дали ова доволно за совет? Благодарам за прашањето. Па терапија, како и за сите, значи со акупресура, блага масажа, значи умерена реакција на самиот ребет и веројатно господи има реакција со трпнење и големи болки во нозите. Единствено што можеме да препорачиме е блага масажа и третиот оперативен захват тоа е веќе пак неизбежен. Да. Пред двете следни јавувања сакам користам прилика да ве прашам зошто луѓето се плашат толку од тој оперативен третман? Дали успехот или исходот од операцијата е неизвесен или? Па секако вашето искуство? Секако постои ризик голем, нели, кога веќе влегуваш во тој, меѓутоа сега веше во некои клиники станува рутина, меѓутоа сепак се плашат. Но тој страв може би е неоправдан некаде. Болките би се намалиле сигурно. Би се намалиле, да, имат успех. Значи веќе во некои клиники кажавме дека стана една обична рутинска операција. Да. Ќе зборуваме, ќе продолжиме понатаму, но да дадеме приоритет на двете следни јавувања. Добар ден. Добар ден. Господине, ве слушаме и вас. Сега имам едно прашање до докторот. Доктор Добро. Терапевт. Дипломиран физиотерапевт еве. Гостинот не е доктор, тоа е неговата титула. Но сепак, да. Сега, пример за ова спондилоза што викаат дека се... Ова спондилоза, ја знам дека не екзистира, него така ја викаат. Добро. А тоа што викаат, нека извини малку доктор, за 5 минути тоа го лечам. Многу 5 минути тие работи што ги прави. Не циркулација на крвта. Добро. Тоа се гаранција. Јас не ве слушнав, дали вие го разбравте? Нешто околу циркулацијата на крвта, рековте? Да, за циркулација на крвта, за спондилоза, за пример изместено, ова се што треба пршчени, сето тоа. Нека извини малку дечко. Не ве слушнав. Ако може уште еднаш да се јавите за подобро да ве слушнеме, дали следното јавување е на линија? Добар ден. Контекстот беше, предпоставувам дека дискусирнијата или овие работи што вие ги правите како дипломиран физиотерапевт прават подобра циркулација на крвта, нели? Да, секако. Само масажа со терапија се подобрува циркулација, се подобрува тој циркулативен систем и секако. Ме интересира кога веќе имате лице кое што го третирате, кое мануелно работите со него. Третманот зависи индивидуално, нормално, од лице до лице, но после колку третмани може да се очекуваат резултати и какви се тие резултати? Па јас мој програм правам 7 терапии, тав терапии 7, се индивидуално е од пациент до пациент како ќе ја прими терапијата и која техника ќе примениме. Во главном од 7 до 10 терапии трае програм. И болката предпоставувам дека се снижува, односно се намалува, не се намалува, терапија се намалува самата болка. И после овој програм од 7 до или повеќе третмани, дали треба во текот на годината или временски да се направи пауза пред следниот третман или се прави програм, зависи колкав проблеми кај пациентот и се припишуваат одредени вежби за зајакнување на самата мускулатура и на самиот дел каде настанал проблем и нормално, после извесен период иде на контрола и пратиме што се случува со тоа. Бидејќи рековте уште еднаш, дискусирнијата е хронично заболување, нема лекување, но сепак ставањето во мирување е тоа што треба да се... Секако мора да се прати и да се контролира сето тоа. И уште две јавувања имаме повторно во продолжение. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме и вас, господине. Добар ден. Добар ден. Добар ден, еве по трет пат во програма сте. Добро. Ало? Да, господине, ве слушаме, поставете го прашањето. Добро. Ало? Да, зборувајте. Докторе, јас ве поздравувам двајцата. Благодарам. И ние исто вас. Зборувајте слободно. Ало? Да. Намалете го можеби тонот. Јас ве поздравувам двајцата. Двата се прави операција од дискохернија 90-та година. Добро. Имам 81 година. Добро. Сега ме наболуват пак тоа и не можам да одам, не можам да мрнам ни 5 чекори. Добро.
ми рекоа дека е од озгора. Мислам од кичмата. Добро. И едната нога ми е послаба и ме болат нозете долу петиците, табаните. Добро. Ми кажете што можам да направам, може нешто да се направи или не може. Благодарам и ви посакувам секое добро. И дали второто јавување во овој блог го имаме на линија? Добар ден. Доколку не сте... Ало, добар ден, тука сте, одлично. Ве слушаме и вас. Да. Господјо, зборувајте, поставете го прашањето. Добар ден, поздрав до докторот. Благодариме. И до водителот. Поздрав и до вас. Сакам да поставам едно прашање. Добро. Се работи за синот мој. Има 25 години, вече 3 месеци има болки во кичмата и вече почнува и ногата да го боли и да му се подздрвува помалку. Бевме на лекар и имаме и магнетна снимка. Има на 4 и 5 прешле дискус хернија, истечен дискус. Добро. И ми викаат за операција. Не вика одма дека треба да се оперира. Сакам да прашам дали може пред да се одлучиме за операција нешто друго да може да помогне. Благодарам за вашето прашање. Сакате прво на господинот или на господинот? Првото прашање одговориме. Пред 27 години правел операција. Господинот 81 рече, значи на 54 ја правел таа операција. Кај господинот има згрчување на мускулатура околу кичмата, затоа се рефлектира со огромна болка и со укоченост во екстремитетите долни. Единствено превенција е умерена и блага масажа, ништо друго. Чак и кога господинот пешачење и голема активност ќе предизвика лоши реакции. Единствено нешто блага масажа, блага терапија и тоа е единствено што може да се каже за првиот гост. И второто прашање, господјата за синот, препорачена е операција, но предходно предоперативно. Како и за сите, превентивно прво почнуваме со терапија, значи со благи масажи, со акупресура и понатаму пациентот треба да осети подобрување на самиот предел. Добро, и ако е неизбежно, нормално, пак кажав, индицирана операција, последната операција, солуција или алтернатива. И оно за крај на овој разговор, сакам да ве прашам, не е помалку важно, напротив, многу важно е, овие пациенти кои што имаат дискусернија, колку е важна положбата на нивното одење, седење, спиење, односно лежење во кревет? Па вака, пациентите што имаат проблем со дискусернија, пожелно е да спијат на тврдушек, значи во положба свиткани колениците во В положба, Вилијамс позиција. Битно е да седат исправени, да не поминуваат многу часови да седат и што е битно да бидат активни да пешачат. Значи со блага активност, додека не помине во спаление, значи слободно може да бидат активни. А дали смеат физички напор или нешто да носат тешко и каква позиција тогаш при земањето на товарот да прават? Значи тоа не е препорачливо при земањето на товарот, обавезно свиткани колениците и така може да подикне нешто, пак нека пазат да не бидат прекомерна тежина нешто. Сигурно. И она што последно уште само сакам да ве прашам, постои ли превенција или лицата кои што немаат дискусирина на што да внимаваат во сите овие активности секојдневни на кои што свесни сме, но не обрнуваме можеби толку внимание? Основно е правилно држање на тело, физичка активност, пазење на исхраната и тие се некои главни сегменти што мора да се пази за да не дојде до тоа. Добро, ви благодарам доколку она што денеска го имавме има и уште за што може да зборуваме, но очигледен беше интересот од гледачите, покана повторно од септември да бидете наш гостин, а вам ви благодарам и ви посакувам пријатно и мирно лето. Благодарам уште еднаш. Господинот Тоше Соколов, кој што е дипломиран физиотерапевт, беше денешен гостин во Фактор здравје, а сите вие кои што имате интерес можете да го најдете во Промедика во Скопје или за контакт јавете се во нашата режија. Тука ви благодарам и за вашата соработка и вашите јавувања и секако доколку сакате во контекст на нашето мото мислете на себе, превентивно да дознаете и откриете нови совети, кликнете и посетете ја нашата страница www.ih.mk. Со овие информации ве поздравувам и ви посакувам секое добро до следната емисија од Фактор здравје.